Јас сум амбасадор Зоран Дабич со мандати во ОПСЕ Виена и во Обединети нации и последниот мандат во НАТО, каде што непосредно работев на добивањето на поканата за членство во НАТО и со успех ги превршивме пристапните разговори во НАТО. Би сакал со задоволство да ви информирам дека на 7.10, значи пред 3 недели, е формиран Македонскиот дипломатски синдикат како дел од Синдикатот за администрација и државна управа во рамки на Конфедерацијата на слободни синдикати. Како долгогодишен член на дипломатското тело во Македонија, односно дипломат, речиси 25 години, имам честа да го предводам овој синдикат, во кој за само неколку денови од регистрацијата се приклучија голем број колеги, што секако представува големо охрабрување за нас и поттик после оваа иницијална фаза да се охрабриме и да се заложиме за остварување на работните права онака како што сметаме дека треба и како што се подолг период запоставени и генерално нашите зацртани програмски определби. Потребата од нашето синдикално организирање произлезе сушност од членството. Бројни апели на вработените примивме, кои почувствуваа потреба за заштита на нивните работни права, за заштита на кариерните прашања, кои што сакаат да бидат на системски начин регулирани, а не на произволен, и учество подиректно и попроактивно во носењето на клучните документи на Министерството, како што се одлуки, стратегии, закони за надворешни работи, систематизација и слично. Поаѓајќи од постулатот за професионална дипломатија, втемелен на принципи, Македонскиот дипломатски синдикат ќе делува како конструктивен партнер на раководството, но во исто време ќе биде и гласен адвокат и коректор на сите воочени аномалии, појава на дискриминација, нарушување на работните права, неправди и слично. Пред неколку дена синдикатот, Македонскиот дипломатски синдикат, го поднесе своето прво барање до раководството на Министерството и ние имаме веќе многу барања формулирани, меѓутоа истапивме со првите 4 барања и очекуваме наскоро да се видиме и со министерот за надворешни работи, како би можеле да ги издискутираме начините за подобрување. Може би најуитното и најургентното барање е повлекувањето на систематизацијата, која е воведена во МНР во јули месец оваа година, иако е донесена во декември, што само по себе е некаков преседан. Дури 7 месеци по донесувањето, таа беше обзнанета. Има многу слабости оваа систематизација, меѓу другото затоа што служи и како изговор за лично деградирање на колеги, но и за тоа што фактички го продолжува трендот на една застарена дипломатија, која не одговара на дипломатските принципи на модерната дипломатија. Втора работа која би сакале да се, која фактички ја поднесуваме како барање, се однесува главно на помладите дипломати и бараме неселективна примена на Законот за надворешни работи, која што сега не е случај, каде што се пропишани условите за напредување. Третото е, како што кажав, вклучување на Македонскиот дипломатски синдикат во донесување на новиот Закон за надворешни работи кој е во подготовка, во новата систематизација која ќе дојде на место на оваа што е повлечена и во постапките за упатување во странство. И последното, што веќе практично го начнав, предлагаме реформа на процесот на упатување, да тоа биде една предвидлива постапка, да се знае 3 месеци однапред кој дипломат каде ќе оди, како би можел да се подготвува, а не да оди со куферите на авион и да не знае до качувањето авион дали ќе биде вратен.